ова издание. Бројот на инфицирани со коронавирус во САД се искачи на повеќе од 2,9 милиони. 130.000 лица ја загубиле битката со ковид. Дуи да се подготви за опозиција, порача Билал Касами од Беса во интервју за Гласот на Америка на македонски. И за тоа како протестните реквизити од демонстрациите за расна еднаквост во САД стануваат музејски артефакти. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Доктор Ентони Фаучи, директор на Американскиот институт за алергија и заразни болести, рече дека ситуацијата со пандемијата во државата на вистина не е добра, откако бројот на нови случаи на коронавирус секој ден двојно се зголемува во споредба со минатиот месец. На онлайн конференција Фаучи го истакна зголемувањето на бројот на заразени, откако сојузните држави почнаа со укинување на забраните, чија цел беше да се спречи ширењето на вирусот. Тој спореди ситуацијата со она што се случува во Европа, каде државите регистрираат нови случаи по укинувањето на рестриктивните мерки. Сепак таму претходно процентот на заразени значително се намали за разлика од САД. TikTok, популарната апликација за куси видеа, најави дека излегува од пазарот во Хонг Конг како одговор на новиот закон за национална безбедност за полуавтономниот град. Мексиканскиот председател Андрес Мануел Лопес Обрадор треба да се сретне со американскиот председател Доналд Трамп за време на неговата прва официјална посета на Вашингтон, откако ќе ги добие резултатите од неговиот тест за коронавирус. Белата куќа соопшти дека двајцата лидери ќе го поздрават историскиот договор меѓу САД, Мексико и Канада кој стапи во сила на 1 јули. Билал Касами од Беса за Гласот на Америка зборува за коалицирањето со СДСМ. Вели дека приоритет се европските интеграции. Мики Трајковски разговараше со него. Господин Касами, зашто ќе се залага Беса на овие парламентарни избори и зошто влеговте во коалиција со СДСМ? Беса ќе се залага да конечно Македонија влезе во Европската унија. Свесни сме дека формално за 4 години тешко дека може да се заврши целата работа, али сигурни сме дека кон крајот на 4-годишниот мандат ние ќе завршиме најголемиот дел од работата, за да следниот мандат кој да дојде само да го формализира членството во Европската унија, како што успеавме во претходниот мандат од позиција на опозиција да бидеме клучни за влез во НАТО. Влеговме во оваа коалиција затоа што имавме едно искуство во делот на соработката на движењето Беса со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во делот на уставните измени, кај што гласот на движењето Беса како опозициона партија беше клучен и Македонија денеска е постабилна земја, 30-та членка земја на НАТО. Цениме дека можеме да делиме заеднички вредности како партии, а тоа е да бидеме членка на Европската унија, затоа што и албанците и македонците и сите етнички заедници во Македонија вреди да бидат и да ги делат европските вредности. Како ја оценувате идејата на Дуи со кој што се погласно настапуваат во текот на оваа кампања за премиер албанец? Прво мора да разјасниме дека не се работи за премиер албанец, се работи за предлогот на Дуи Насер Зибери да биде нивен предлог за иден премиер на Северна Македонија. Го цениме како предизборен трик, како предизборно движење на Дуи во моментот кога тие сфатија дека конечно движењето Беса, како што ги полови во 2016 од 20 пратеници на 10, сега ќе имат уште едно преполување и нема да бидат во можност да размислуваат, а не да бидат клучни како што видат за идните политички комбинаторики после изборите од 15 јули. Тие нека се спремат за опозиција со 5 пратеници, дали ќе можат и да формираат пратеничка група. Целото интервју можете да го погледнете и на нашата веб страница. А сега и за предизвиците на американските компании, кои што мораат да ја заменат мрежната инфраструктура од кинески производители кои што се најдоа на црната листа.
18 години, Джим Кайл работи во областа на телекомуникациите во рурална Пенсилванија. Сега е извршен директор на локална компанија. Тој добро го познава овој бизнис. Голем дел од тоа што го правите овде се заснова на односите со луѓето и на довербата. Ако дојде некој од надвор, дури и од градот, а камоли од Кина, во рурална Америка тешко е да се пробие. Кога од Huawei за прв пат му пристапиле на Кайл во 2013 година, тој се колебал, не знаел речиси ништо за компанијата и бил загрижен за квалитетот и сигурноста. Но цената што ја понудиле била непобедлива. Кайл бил задоволен од понудата на Huawei, но загриженоста за безбедноста останала. Како дел од напорите за намалување на влијанието на Кина, председателот Доналд Трамп потпиша закон што забранува купување производи со владени субвенции од кинески компании што се на црната листа на САД, меѓу кои и Huawei. Huawei негираше каква било злоупотреба и рече дека нема докази за обвинението. Безбедносните експерти веруваат дека е потребна исклучителна предпазливост за работа со компаниите што работат под кинескиот политички систем. Многу е тешко да се пронајдат докази. Тоа е проблемот со суптилната саботажа, особено во софтверот. На барање на Федералната комисија за комуникации, Кайл минатиот мај поднел извештај за постапката и трошоците за замена на опремата од Huawei. За тоа ќе биде потребна 1 година и $600,000, но Кайл вели дека за доброто на националната безбедност ќе го направи тоа. Во никој случај не би ја загрозил безбедноста на нашата мрежа за поголема заработка. Се работи за национална безбедност. За да го олесни ударот, сојузната влада одобри $1 милиарда за да се спроведе програмата. Федералната комисија за комуникации проценува дека трошоците се над $2 милиарди и бара поголема поддршка од Конгресот. За време на демонстрациите за расна еднаквост, на протестите се носеа и постери и различни уметнички изработки. За историчарите тие имаат музејска вредност, како артефакти и сведоци на едно време. Джули Табо има повеќе. Се протестираше со денови поради смртта на Џорџ Флојд, афроамериканец кој почина на крајот на мај додека беше приведуван од полицијата во Минесота. Демонстрантите закачија стотици постери и други уметнички дела на времената ограда во близина на Белата куќа за да ги изразат своите ставови. Болката и борбата често се инспирација за најдобрата уметност, а овие луѓе ги вградија своите мисли, емоции и сваќања за ова време на овие мали постери. Откако се дозна дека оградата ќе биде отстранета, градските служби и волонтерите ги собраа материјалите и ги префрлија на зидот преку улицата. Кога дојдовме прв пат, се изненадивме што не видовме никакви знаци. Тогаш свативме дека знаците се тука, зачувани. Убаво е што имавме можност да ги видиме. Националниот музеј на афроамериканска уметност и култура во Вашингтон креираше тим за брз одговор и собирање. Целта беше да се документираат социјалните протести кои се одржуваат низ целата земја и низ светот, поттикнати од смртта на Флојд и од други наводни случаи на полициска бруталност, вели кустосот Арон Брајант. Зад тие артефакти се вистински гласови, вистински искуства кои ги разбираме. Музејот се надева дека ова ќе биде можност за отворање искрен диалог за расата. Во овој трансформирачки период во историјата на нацијата треба да водиме искрени разговори за вистината. Тоа е единствениот начин преку кој можеме колективно да напредуваме како човештво. Се надевам дека еден ден ќе го видам овој колаж како поставка во Националниот музеј на афроамериканците. Ова се обележи на едно време. Чувари на историјата. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Гледајте не и утре во истото време. Довидување.